секојдневно го следиме нивото на Доранското езеро. Покажува дека во изминатите 2,5 до 3 години е над нултата кота. И тоа не охрабрува, меѓутоа знаеме дека во догледно време ќе мора да се пушти хидросистемот. Потребна е негова санација. Долги години наназад не беше саниран. Последниве неколку години имавме некои мали реконструкции, меѓутоа не сериозно, како што треба и што заслужува тој хидросистем. Малку пред избориево сега изборниот закон не ни дозволуваат ангажирање на компанија која што ќе ни направи сериозна проценка, иако ги пуштивме јавните комунални предпријатија во соработка со градоначалниците на Дојран и Богданци, отидоа на терен, видоа дека има на одредени места кај што мора да се санира. Значи, она што можеме да го ветиме е дека ќе се направи прво анализа да видиме каде треба да се санира, кои се финансиските средства. Нашите проценки се дека ќе се движи сигурно од 1 до 1,5 милиони евра најмалку санацијата. И се надевам дека после изборите ќе можеме и со ребаланс да ги обезбедиме парите. Значи, моравме прво да ја затвориме финанската конструкција за колекторите и пречистителната. Второто нешто што ни е многу битно за финансирање во Дојран е санација на хидросистемот. Ја пратиме состојбата, ако случајно видиме дека многу се менува, тогаш постои можност, иако ќе биде со големи загуби водата од пумпите до езерото, меѓутоа ако треба секако ќе се интервенира. Пумпите се набавени пред 20 на години. Дел од нив веќе не се во функција. Тоа е опрема која што секако нели со времето се расипува. Неколку пумпи има кои што се активни, значи можеме да одиме, мислам дека со 2 или со 3 бунари. Значи, кажав, ако дојдеме, видиме дека имаме алармантна состојба, ќе направиме максимален напор. Тоа го направивме минатата година, тоа го направивме и предминатата година. По месец дена во летниот период работеше хидросистемот тогаш за Паљурци, меѓутоа тоа не значи дека не може да го пуштиме и да ја пуштиме водата и до Доранското езеро, меѓутоа во моментов сметаме дека имаме солидна состојба на нивото на езерото и мислам дека нема во моментов потреба од